Општините се обидуваат да се ослободат од долговите на грбот на стопанството. Откако владата реши да им помогне со 50 милиони евра да вратат половина од долговите за колку толку да застанат на нозе, тие сега бараат фирмите целосно да им ги простат каматите и да се откажат од дел од главницата. Бизнисот негодува бидејќи приоритет ќе имаат оние фирми што ќе прифатат што повеќе да ги намалат побарувањата од локалната власт. Уште на стартот на преговорите општините инсистираат да им се прости максималниот процент од сумата. Ова на општините им го возможи законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а не исплатени обврски. Приоритет при исплата на доспеаните, а неисплатени обврски имаат обврските со кои спогодбено со доверителот е постигнато целосно откажување од каматата и намалување на главницата на побарувањето за 15%. Бизнисмените не сакаат да коментираат пред камера, но велат дека се чувствуваат уценети. Сметаат дека ако не ги прифатат условувањата од општините, нема да видат ниту денар. Освен тоа, општините сами ќе одлучуваат кон кои фирми ќе се раздолжуваат, па стопанствениците се плашат од селективност. Голем дел од овие фирми кубурат со пари, земале кредити за да им сработат на општините. Имаат трошоци, плаќаат даноци. Во просек чекаат општините да им платат 3 години, а некои од нив и многу подолго. Се наоѓаат на работна екзистенцијата, па ако локалната власт не им плати во целост, некои од нив ќе стават клуч на врата. Дополнително, од ден на ден се менува бројот на општини со блокирани сметки. И покрај тоа што судот им дозволува лимит на средства за да може да функционираат, тие се за основни потреби, па фирмите немаат надеж дека некогаш ќе наплатат. Дополнително, ако не се договорат со фирмите, општините ќе треба да ги вратат парите во државната каса. Во услови кога вкупниот договорен износ на општините и единките корисници по доверители за финансирање на доспеане неисплатени обврски е помало од доделените средства согласно членот 5 од овој закон, вишокот на средства општината ги враќа во буџетот на Република Македонија најдосно до 31 јули 2019 година. Иако владата првично излезе со сума од 120 милиони евра долг на општините, вклучувајќи ги и каматите, тие пријавија само 100 милиони евра неизмирени обврски. Ако фирмите се откажат од каматите и дел од главницата, проценките се дека стопанството може да биде оштетено од 15 до 45 милиони евра. Најзадолжени општини во Македонија се Охрид, Тетово, Карпош, Битола и Струга, чии обврски достигнуваат скоро половина од вкупните долгови на локалната власт.